Јас вчера ги повлеков сите точки од дневен ред со една единствена цел, затоа што бев известен од колегите дека веќе наша колешка 2 пати била удрена. Како искусен политичар, сакав да го избегнам ова сценарио кој што беше многу слично со шамарите во центар. Меѓутоа, шамарите во центар, нивните членови од нивните општински комитети беа надвор од објектот, а овде нивните членови и со заведени граѓани беа внатре и можеше да настане општ хаос кој што многу ќе не посеќаше на 27 април, сакајќи да избегнам евентуални физички пресметки, каде потоа ќе имаме истраги, ќе имаме притвори и така натаму, да го заштитам и дигнитетот и на општината, и угледот на општината, како и тие граѓани што дошле, и советниците, и вработените, јас ги повлеков точките од дневен ред со цел да се смири целата ситуација и во исто време сакам да порачам дека граѓаните на општина Карпош и натаму имаат доверба во своето раководство и ние работиме само за нивниот интерес и ништо повеќе од тоа. Дали имате прашања? Колку што добро разбрав, само малку да појасниме, до резултат на вчерашните случувања е вашата изјава пред ВМРО да помане од пред 2 дена? И тоа е дел од сценариото што многу го пече, но во исто време Христијан Мицкоски мора да покаже активности, а каде ќе ги покажува активностите, тој ги покажува пред опозицијата, односно кај мене, како олицетворение на човек кој што има тврди ставови по однос на бугарското прашање, а очигледно неговите веќе омекнуваат. Не случајно е катаден во Брисел, и ова јасно покажува дека он е во договор, во дил со актуелната власт, со Ковачевски, и затоа до сега не прави таму протести, туку бара да направи протести во општина Карпош, затоа што човек со кој што тој се договара, нормално е да не прави кај него протести, а само да ве запрашам, нема ли причина зашто да се направат протести во Република Македонија? Така, во однос на спорното место кое што се говореше, треба се прошири улицата што е покрај патот Делфина, што води кон семафорот. Така, тоа е впишано е во план. Булеварот Тедоси Гологанов го проектирал уште Кензо Танге. И со сите нови генерални планови, тој се превзема и тоа се коридори кои што ги одредил градот Скопје и ние во тие коридори само ги превземаме од генералниот урбанистички план, а инаку морам да кажам дека покрај генералниот урбанистички план, значи после тоа е донесен регулацијски план кој го носи градот Скопје и кој што точно се дефинирани улиците. Кога се носеше новиот генерален план во 2012 година, јас многу инсистирав да се намали профилот на Јужниот булевар, бидејќи беше 78 метри. Може да замислите од тротоарот, од кај Трбевски центар Олимпико, 78 метра према зградите, тоа значи до самиот влез на зградите, но во интерес на сите оние граѓани кои што источно надоле живеат во тие субстандарди, да можеме да ги легализираме, и господинот Коце Трајановски се сложи и извршивме притисок да булеварот се намали на 60 метра. Значи намалење за 60 метра, односно за 18 метра е повлечен према сегашниот булевар. Ова што сега го гледате, ова улица Теодоси Гологанов, тоа е сервисната улица од Јужниот булевар. Значи една сервисна улица, па идат две сообраќајни ленти кои што идат под земја, па иде нова сервисна, тоа е ова сервисна за која што ние разговаравме. Ние направивме плоштад, направивме шеталиште, направивме детско игралиште, затоа што тој булевар е проектиран уште 64-та година и не можеме ние местото така да го ставиме. Значи, заедно со градоначалникот Коце Трајановски надоле направивме паркови и се. Ако еден убав сончев ден, некогаш после 20, 30 или 100 години, се направи Јужниот булевар, тогаш тој ќе може да се направи, но тогаш граѓаните имаат и фонтани, и шеталишта, и детски игралишта, и клупи, и дрвореди, и се она што е потребно за граѓаните. Тоа значи дека и тогаш кога сме ги направиле тие објекти, таму била предвидена траса за Јужниот булевар и ништо повеќе. Значи, ова се што го организират, ова се што ги лажат нивните членови од општинските комитети и граѓаните кои што ги заведуваат, се чисто лаги и ништо повеќе тоа. Планот е чист како солза.